Budenje so Julija. Почитувани пријатели, добро вечер. На вистина се радувам, најдраги мои, што еве повторно сме заедно, нормално, на вистинското место, во вистинското време. Ние сме и вечерва во нашето заедничко будење. Најдраги мои, искрено да ви кажам, толку многу ме радуваат вашите мејлови, вашите пораки кои што ги добивам. И морам да кажам дека будењето на вистина се повеќе и повеќе станува масовен процес. Јас многу се радувам затоа што навистина гледам луѓе кои што се озарени, луѓе кои што се радосни, луѓе на кои што им се промениле многу работи во животот. И тоа благодарение на овој циклус кој што веќе трае 3 години. Вие знаете, најдраги мои, дека јас со задоволство секогаш ги одбирам, тоест јас не ги одбирам моите гости. Моите гости ги одбира просто универзумот. И јас навистина се радувам затоа што просто немам некоја мака за да речам сега кој ќе ми биде гостин. Едноставно гостите сами си доаѓаат, онака како што треба. И вечерва за оваа пригода, јас навистина имам прекрасни гости. Имам прекрасни дами и оваа емисија ќе изобилува со женска убавина и со женска мудрост. Едната гостинка веќе ви е добро позната затоа што гостуваше неколку пати, но овој пат имам навистина нешто ексклузивно. Жена која што навистина е, да кажам, јас еден период и велев, знаете, професорки, бидејќи е професорка, не можам навечер да заспиам телевизора, значи штом го пуштам, јас заспивам со вас. Најмногу ми не заспиваат со нејзе, бидејќи е професор на факултет, и тоа на филозофскиот факултет, професор на катедрата по историја. И вечерва со нас, на моје големо задоволство, Виолета Ачковска, професорке. Добро вечер, Јулија, како сте? Добро. Одлично. Навистина се радувам што вечерва ме удостоите да бидете моја гостинка. Но, јас сум стрекна што сум дел од оваа емисија, бидејќи навистина многу позитивна енергија зрачи од секоја ваша емисија. Благодарам, ќе има за што да проговориме вечерва, професорке, Сигурно. повелете. Благодарам. Budenje so Julija. И еве, најдраги мои, навистина една моја драга пријателка, една жена која што е многу активна, една жена која што е многу атрактивна, и која што навистина секогаш кога ќе се сретнеме, мене ми причинува посебно задоволство, бидејќи таа толку добро пишува као прво, толку има убав збор и толку е позитивна. Вие ја знаете, но вечерва сепак на наше големо задоволство поетесата Виолета Сековска. Навистина се радувам, Вики, што ме удостои да бидеш моја гостинка. Мило ми е. И мене исто. Среќна сум што ќе бидам дел од вечерашнава емисија со тебе, Јулија, и со мојата пријателка Виолета Ачковска. Две Виолети? Две. Значи, дупло издание на Виолета, Така. навистина Виолети за многу лета. Така. Епа, Вики, јас се надевам дека и вечерва, како и во сите емисии, ќе имаме можност убаво да си проговориме. Сигурно. Впрочем, тоа и го покажуваат сите твои емисии до сега. Така, повели, ќе се Благодарам. Budenje so Julija. Епа, најдраги мои, добро вечер, уште еднаш и добро ми дојдовте, навистина многу се радувам што вака сум во друштво со две Виолети, со две прекрасни дами и мислам дека ова ќе биде навистина убава емисија и дека зака времево ќе ни пролета како што е името Виолета. Се надеваме, Јулија. А добро што сте вака некако. Професорке, ајде релакс малце со вас да почнам први. Кажете ми како се чувствувате еве во моето студио, бидејќи се гледаме на многу настани, но еве овдека пред телевизиските камери, а вас, фала му на Бога, не ви е прв пат да сте на телевизија. Сигурно, но сакам да ви кажам дека еве последно време, можеби година дена, не прифаќам од ниту еден новинар покана за излегување емисија, но вашата покана ја прифатив со задоволство, бидејќи сте една прекрасна личност, многу позитивна, ми се допаѓате едноставно
И затоа ете сум гостинка денес во вашата емисија. А и убави ви се емисиите, така релаксирани, во ова време пренапрегнато со политика, со негативна енергија, со луѓе нервозни, едно фине, така релаксирана атмосфера се чувствува во тие емисии, затоа ви ги сакам емисиите. Професорке, на вистина од срце благодарам, бидејќи многу е убаво кога вака ќе дојдат зборови од ваква жена, убава како вас, жена која што на вистина е толку активна за сите години назад, има големо животно искуство како што и работно искуство. И еве сега исто така другата Виолета Вики, нашата поетеса, со која што сте неразделни во последно време. Вики, на вистина, еве повтор пат во мојата емисија, заслужено, но сега во Децо, професорката. Така, значи пред 2 години бев првиот пат кај тебе во емисија и да бидам искрена, одве чекав кога ќе ме поканиш повтор пат. Знаеш дека не сум од тие, нели, да викам ајде Јулија покани ме, нормално очекував тоа да го направиш ти, ако ти мислеше дека има потреба од такво нешто. Секогаш ќе има потреба затоа што јас имам голем, како да кажам, притисок од луѓе кои што постојано ми се јавуваат и сакаат да бидат мои гости. Емисијата е една. Гостите на вистина има голем интерес и сакаат, а и заслужуваат да бидат дел од емисијата. Но секогаш не можам и затоа понекогаш вака морам по повеќе гости, но некогаш приликите дозволуваат, некогаш не. Но сега на вистина ова е прекрасен повод. Ќе се навратиме малце на некои работи, но морам да кажам зошто сте заедно двете вечерва. Ве поканив заедно затоа што вие сте дел од оние големи хуманитарни акции што се прават, ги правите заедно, значи настани, во кои што има и поезија, и музика, убав збор, каде што секое едно нешто, значи, е на свое место, се одзиваат многу луѓе, ги правите хуманитарно за разни намени, да речеме за децата, претежно се за децата, со разни потреби. И тоа е нешто што, како да кажам, едноставно тамо се чувства таа убава енергија, луѓето доаѓаат стварно со многу жар. Вики доскоро беше сама професорка во таа работа, ги правеше тие акции и сега одеднаш вака со вас, многу ми е драго затоа што на вистина некако не знам, се споивте енергетски, името ве спои, визијата ве спои, мисијата ве спои. Ја смислам дека прво не спои мисијата љубов кон Македонија. Значи двете неизмерно сме, да кажам, со наедноставен збор патриотски жени, што многу си ја сакаме татковината. И втората работа, се што правиме со љубов. И кога се однесува на татковината, особено кога се однесува на децата и тие манифестации на децата. Јас се приклучив кон Вики, бидејќи нашите манифестации се скромни со средства. Ние сами даваме од себе и средства, и љубов, и време, сето тоа го вложуваме. И многу сме благодарни на личности како тебе, Јулија, како Џорлев, не знам, Рина, додека беше тука. Значи, повеќе личности кои исто така ја сваќаат нашата хумана желба, мисија, да се помогне на луѓето. И многу е важно, ние сакаме да пренесеме порака, дека треба да се сакаме, дека колку повеќе даруваме љубов, толку ќе ни е поубаво на сите нас, а она што ние го правиме можеби е многу малку во однос на она што треба да се направи, но ако секој од нас даде зрнце од себе, и љубов, и внимание, и материјално, и духовно од себе си, мислам дека тоа ќе биде многу да се направи за на луѓето, на кои навистина нешто треба да им се помогне и да се направи. И можеби со љубов кон Викете, можам да кажам дека нејзината прекрасна искразна насмевка. Јас прв пат кога ја видов реков, леле колку си убава, но она насмевката е кај неј за убавото кој ме привлече, се гледа една искрена, честна личност која сака да помогне и можеби тоа е најповеќе во нашето дружење која ме привлекува кај неј за. Така, Вики? Па јас да додадам дека границите ги измислил човекот. Меѓутоа граници за правење добрини не постојат. Секој од нас може да направи или да даде парче дел од себе. Не мора тоа да биде кој знае какво богатство. Меѓутоа може да биде нешто мал дел што може да придонесе за среќата на други. Затоа што
нели, живееме во цивилизиран свет, меѓутоа цивилизираниот свет, јас не го подразбирам да биде со омраза, со убиства, со љубомора, туку спротивно го разбирам како хуманост, како култура, како љубезност и токму тоа го правиме и последниве неколку пати со професорката Виолета Ачковска, меѓутоа не го правиме само јас и она. Можеби ние само ја поттикнуваме добрината во одредени луѓе. Ние сите ја носиме таа добрина. Тоа го правиме и ти, што земаш секогаш учество во тие настани. Зоран Џорлев последниот пат, полно пати Серафина Фантаузо, Ристо Краповски, значи да не го заборавам, Елена Мисиркова, Сузана Турунџиева и сите оние кои што доаѓаат, двојат од своето време и двојат од своите парични средства, затоа што и тоа е голема работа, и тоа е хуманост. Така, еве мора да кажам последниот хуманитарен настан што беше во МКЦ беше многу интересно, бидејќи сите, вие рековте, не треба влезници да се оставаат или пари да се плаќаат, туку секој треба да донесе нешто од школски прибор. И јас навистина со многу љубов отидов да одберам нешто од школски прибор што би можело да се донесе, навистина беше интересно. Еве да кажеме како беше таа идеја, како се дојде до тој настан да се случи. Па, еве, ајде, например, како почнавме ние со хуманитарните настани. Се почнуваме пиејќи кафе. И Виолета полна е со идеи и ќе рече, спремна си за такво нешто? Што мислиш, а? Може да помогнеме во овој дел? Може, Виолета? Ајде да го направиме. И така почнуваме. Значи, така почна со настанот 2011 година во музеот, благодарност на директорот на Бранислав Светозаровиќ за отстапениот простор. И беше од децата за децата насловен тој настан. Значи, дечиња доаѓа од цела Македонија за да направат нешто за своите другарчиња, децата со посебни потреби. Значи, ние имаме прекрасни, талентирани деца. Нашата Македонија изобилува со таленти. Значи, такво ни е поднебјето, јас како што велам, магична е оваа наша земја Македонија. Тоа го покажа и децата. Тие средства што ги донира, значи во 2014 година, ги уплативме на уплатници во училиштето Свети Наум во Козле и училиштето во Чаир Иднина. А овој пат, пак 2015 година, средствата отидоа пред Нова година што се одржа тој настан. Значи, средствата се уплатија за училиштето Златен Сремец. Морам да кажам дека не беа тоа кој знае колку огромни средства, меѓутоа па и не се мали. Благодарни сме на сите кои што донираат тогаш во пари. Имаше и 10 денари, и 50, и 100, и фала им. Значи, сепак и 100 денари да се, дадени се со љубов. А пак овој последниот настан во МКЦ, што се одржа 2 март, како влезница, решивме да биде парче од школски прибор. И навистина собравме многу, и отидоа, тука беше и директорката Ане, значи од Златен Сремец, отидоа средствата за децата со посебни потреби од Златен Сремец. И така. Баш навистина се чувствуваше колку беше исто така и директорката среќна за тоа што го направивте и така. А ти колку беше болна и сепак дојде, морам и тоа да кажам, значи имаше температура, кашлаше и фала ти многу што се појави и што дојде и остана до крајот. Благодарам. Јас навистина многу бев болна, ме фати тогаш баш грипот и бев навистина вака истоштена, но сепак со радост дојдов затоа што беше прекрасно. И тогаш морам да кажам дека ја слушнав професорката Ачковска кога го читаше тој прекрасен расказ професорке. За Вики знаеме дека пишува поезија и ќе ја слушнаме него. Кажете вие, интересно ќе биде од кога пишувате, толку бев воодушевена од тој расказ кога го слушнав. И мора за нашите гледачи да кажем, јас ви реков донесете нешто да прочитаме, ама вие рековте сега сум на работа Јулија и неки можам да се снајдам со. Да. Па јас мислам тоа веројатно си го носам во генот.
пишувањето. Од прво деление пишувам песни, раскази. На времето, ете, јас како пионер, како ученик, како младинец во Охрид, сум добила неколку југословенски награди и за поезија, и за текстови, прозни пишување, така што одамна ми е пишувањето. Кога отидов на факултет на историја, некако прекинав со таа убава книжевност, да кажам, и со пишувањето поезија и се ориентирав на историјата како една наука која можеби ја разделував историјата со книжевноста. Но на крајот, како доаѓаат годините, гледам дека таа историја наша на секојдневниот живот, таа тешка судбина на македонецот из историјата треба повеќе да се пишува во стилот на кој пишува Стале Попов. Значи, ја викам, неговите романи се најубавата историја на македонскиот народ, напишана од некој автор, нека биде или книжевник или историчар. И затоа фактички тој расказ кој го читав, јас почнав да пишувам роман за историја на моето семејство. Само е многу болна таа историја. Секогаш кога почнувам да пишувам, сето тоа го преживувам и ми е некако тешко. Но овој расказ беше малку тажен, трауматски, беше значи дел од таа семејна историја од судбината на мојот дедо, неговата мајка во едно многу тешко, турбулентно историско време и токму беше тој расказ напишан по тој повод и сакав да го прочитам, бидејќи тоа манифестација беше од мајките за децата, а се работеше за смртта на мајката на мојот дедо која го жртвува својот живот за нејзиниот маж да може да биде ослободен од стрелањето и за да ги гледа тие 6 ситни деца дома кои таа ги оставила. Професорке, дали ќе излезе ова во печат? Може би ќе излезе, но јас си кажувам секогаш на Вики, ќе чекам малку да одам во пензија, па после тоа ќе ги објавувам моите песни, раскази и други работи кои се сепак книжевни дела, но сепак со една историска подлога така се напишани. Будење со Јулија.